Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, во продолжение ќе го гледаме спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. После еднонеделна пауза продолжија сите спортски активности во нашата земја. Се играше првенствени надпревари, се играа во сите 4 екипни спортови. Односно не се играше во ракомет бидејќи има репрезентативна пауза. А во фудбал, кошарка и одбојка се одиграа редовните кола, оние кои што беа одложени, каде што беа одложени минатиот викенд. Тоа се должи на промената на одлуката на владата на Република Македонија на протоколот, односно во делот кој што се однесуваше на задолжително тестирање на спортистите на 72 часа пред секој надпревар. Тој дел од протоколот е тргнат и сега продолжуваат надпреварите по старо. Со резултатите ќе започнеме со 11-тото коло на првата фудбалска лига. На градскиот стадион во Тетово се одигра локалното дерби помеѓу Ренова и Шкендија, дуел кој што и припадна на Шкендија со 3:1 со головите на Љума, Кривак и Бесарт Ибраими од пенал. Единствениот гол за Ренова беше дело на Ремзи Фаик Селмани. Во Кратово Силекс Македонија Ѓорче Петров 0:3 со головите на Фернандињо, Филиповски и Абдул Калит. На националната арена во Скопје Работнички Шкупи 2:2, за Работнички Лука Станковски и Николче Шарковски, додека за Шкупи Адеми и Бијанор. Градско дерби во Струмица, Академија Пандев Беласица изненадувачки 1:2. Екипата на Беласица дури во 11-тото коло ја забележа првата победа оваа сезона и тоа со пресврт. Академија Пандев дојде во водство во 11-тата минута од пенал со голот на Ѓорѓе Стоилов, додека Зоран Митевски во 41-та минута најпрво израмни на 1:1, а конечните 1:2 за Беласица беа поставени во 66-та минута со голот на Стефан Сулев. Борец Пелистер 3:0, два голови за Маријан Ристовски во 26-та и 77-та минута и третиот гол дело на Дарио Деснич во 85-та минута. Во Струга Вардар 2:2, домашните имаа водство 2:0, Дејан Цветановски во 25-та и Клисман Цаке во 27-та минута. Во последната минута од првиот дел Дарко Мицевски намали со гол од пенал, додека конечниот резултат беше поставен во 98-та минута. Го постигна голот Дејан Блашевски. На табелата Шкендија осамена на врвот со 25 бодови, следува Шкупи со 23, на третото место Македонија Ѓорче Петров со 22 бодови, исто толку и Борец на четвртото место има 19. На петтото место Струга со 16, следува Силекс со 14, на седмото и осмото место скопските ривали Работнички и Вардар со по 13, деветти е Пелистер со 12 бодови, на 10-тото место Ренова со 8, 11 предпоследен Академија Пандев со 7 и на последното место Беласица со 5 бодови. Во продолжение најпрво ќе ги видиме головите од локалното дерби помеѓу Ренова и Шкендија, кој што заврши со резултат од 1:3. Условно кажано, гостинот на овој надпревар, екипата на Шкендија, дојде во водство во четвртата минута со голот на Енсар Љума. Во 42-та минута интернационалецот од Словачка Јан Кривак зголемува на 2:0 за екипата на Шкендија. Во вториот дел, во 66-та минута Ремзи Фаик Селмани од пенал намалува на 1:2, а конечните 1:3 беа поставени исто така од пенал во 83-та минута Бесарт Ибраими прецизен за Шкендија. Сега ќе ги видиме и изјавите на двајцата тренери, Ернест Џока од Шкендија и Бујар Ислами од Ренова. Различно е расположението, секако, кај победничката екипа славеничко расположение, додека од екипата на Ренова незадоволни од судењето сметаат дека судиите го решиле овој надпревар. Да ги погледнеме изјавите.
Секако дека беше тежок надпревар и во кој што одигравме добро, го контролиравме како што сакаме и треба овој надпревар. Секако дека секој надпревар е тежок во овој период, меѓутоа иако сум задоволен од играта, има моменти кога треба подобро да реагираме и да го завршиме надпреварот порано. Како да кажам, значи Шкендија е квалитетна екипа, тука нема дилема, али денескиот надпревар го одлучија судиите. Има 2-3 моменти кои на надпреварот кај што постигна гол Шкендија, тоа значи тотално судиски грешки, влијаеше на резултат. Имавме момент кај што притиснавме и требаше да изравниме, имавме повеќе од играта, али у тие многу важни моменти судијата го држа утакмицата под контрола и мислам дека тие се најзаслужни денеска за нашиот пораз. Истите суди неколку надпревари ни прават вакви грешки, може да ги набројам тие надпревари. Многу ми е жал зашто задно време имаме неколку надпревари кај е многу штетна Ренова и се гледа задно време, значи судењето не е тоа како што треба, која значи не треба да биде главен фактор играчите, фудбалерите, надпреварите, тоа што треба да се гледа, не нивните грешки и нивните одлуки кај што го држат резултатот и играта под контрола. И честитам, значи нашите играчи дадоа максимум, сепак реков Шкендија е квалитетна екипа али денеска ние имавме контрола, имавме игра, али може слободно да кажем, ми е жал зашто вака кажувам, судиите го решија надпревар. Продолжуваме со головите од надпреварот помеѓу Силекс и Македонија. Ѓорче Петров кој што заврши со резултат 0:3. Првото полувреме заврши 0:0, во вториот дел веднаш на стартот во 51-та минута Фернандињо од слободен удар успева да ја доведе Македонија Ѓорче Петров во водство од 1:0. Во 77-та минута прецизен е Кристијан Филиповски, додека конечните 3:0 за Македонија Ѓорче Петров беа поставени во 90-та минута, кога прецизен беше Абдул Калит. Продолжуваме со головите од надпреварот помеѓу Работнички и Шкупи 2:2. Екипата на Работнички дојде во водство во 13-та минута со голот на Лука Станковски. Следуваше комплетен пресврт на екипата на Шкупи. Во 28-та минута Илирит Адеми го изравни резултатот на 1:1, додека на стартот од второто полувреме Бијанор во 49-та минута го носи Шкупи во водство од 1:2. Конечните 2:2 беа поставени во 61-та минута, кога прецизен беше Николче Шарковски. Веднаш одиме и со резултатите од 10-тото коло на втората лига Запад. Кораб Тетекс 1:0 со голот на Ујкан Муча во 90-та минута. Вардар Форино Дрита 0:0, Охрид Гостивар 1:0, единствениот гол дело на Александар Целески во 80-та минута, Кадино Велешта 0:0 и Влазрими Скопје 1:3. Мирлин Ибраими за домашната екипа, за гостите Изета Ерулаху, Владимир Жоглев и Мустафа Јусуф. На табелата сега имаме нов лидер, тоа е екипата на Скопје со 21 бод. Следува Гостивар на второто место со 20, на третото место Кораб со 17, потоа Велешта со 16, Охрид 15 бода, на шестото и седмото место Кадино и Влазрими со по 13, на осмото место Вардар Форино со 12, деветти е Тетек со 6 бодови и на последното место Дрита со 5 поени. Сега ќе ги погледнеме изјавите на Боби Стојковски, тренер на екипата на Кораб, и на Коста Богоевски, помошник тренер на екипата на Тетекс, кој во отсуство на шефот на стручниот штаб ја водеше екипата на Тетекс на надпреварот во Дебар. Нормално дека е потешко, првен честитам на моите момци за борбеноста, за ангажираноста, кога што се договоривме до крај 90 минути бевме хендикепирани со неиграње на 4 стандардни играчи и тоа е веќе проблем во оваа втора лига, веќе знаете. Меѓутоа упорноста се исплатеше. Момците и покрај тоа што шефот на стручен штаб беше отсутен и помошникот покажаа феноменална борба и покажаа карактер. Покажавме дека и покрај тоа што сме последни на табела не заслужуваме да бидеме таму, не ни е местото таму. Само со оваква борба, со оваков карактер, со оваква желба можеме да излеземе од ова сивило и ќе излеземе од ова сивило. Одиме со резултатите од третото коло на третата лига Запад. Напредок Камењане 1:1, Димитар Димовски за домашната екипа, Фестим Љума средет за Камењане. Пролетер Тумчевиште, Врапчиште 1:4, Горан Новаковски за Пролетер, за екипата на Врапчиште стрелци Бујар Мустафа, Ертан Хасан, Берат Амети и Руфат Челик.
Нераште Зајас 1:0 со голот на Шабан Шабани. Во дербито на колото Беса Арсими 3:1, Башки Мљама, Бледар Селими и Нусрет Куртиза Беса од Добридол, за екипата на Арсими од Чегране стрелец Ибраим Јусуфи и на последниот надпревар Трабзонспорт Љуботен 2:1, Лавзем Нуредини и Алтин Влади за екипата од Горна Бањица, додека за Љуботен стрелец Ивица Костадиновски. Слободен во ова коло беше екипата на Речица. На табелата во водство е Беса од Добридол со 9 бодови, следуваат Арсими, Врапчище и Речица со по 6, на 5-тото место е Зајас со 4 бодови, од 6-тото до 8-то место Трабзонспорт, Нераште и Љуботен со по 3 поени, и на последните 3 позиции Напредок со 2, Камењан 1 и Пролетер без бодови. Во женската фудбалска лига се одиграа надпреварите од 11-тото коло. Деспина Прилеп Љуботен 12:0. Сепак ова не беше највисокиот резултат ова коло, бидејќи надпреварот Кочани Тиверија заврши со резултат 0:17. На останатите надпревари Статов Плачковица 5:0, Шкупи Речица 4:2, Борец Ас Юнајтед 0:4, во битолското дерби Атлетико Топгол 3:1 и во дербито на колото Каменица Саса Скопје 2014 3:0. На табелата во водство е екипата на Ас Юнајтед од Струга со 28 бодови, следуваат 3 екипи со по 27. Деспина од Прилеп, Каменица Саса и Скопје. На 5-тото место е Тиверија со 23 бодови, на 6-тото Речица со 17, 7-мо место за Топгол со 16, на делба на 8-то и 9-тото место двете тетовски екипи Шкендија и Љуботен со по 15 бодови и така натаму. Да, напоменам само дека екипата на Шкендија беше слободна ова коло. Сега ќе ја видиме и изјавата на шефот на стручен штаб на женскиот фудбалски клуб Љуботен, Сузана Синадиновска, веднаш после надпреварот во Прилеп, кој што Љуботен го загуби со 12:0. Прилично добро, сепак се работи за искусна екипа која алудира за прво место за шампионатот на државата. Поискусни се и така. Нашите очекувања се да останеме на средина на табела и да продолжиме да се такмичиме во подобро светло. Па на полусезона планираме да се заселиме со нови играчи. Моментално сме во преговори, така да останува на полусезона да ги решиме тие работи. Викендов се одигра и надпреварите од третото коло на првата кошаркарска лига на Македонија. Некомплетно коло, меѓутоа ова се резултатите. Гостивар Евроникел 96:87, прва победа оваа сезона за гостиварската екипа. Најпрецизен Армстед со 28 поени, потоа Тодоровиќ 22, Мозли и Костовски реализираа по 13 поени, Димитриевски 7, Тасовски 6, Јанески 5 и Стериов 2 поени во редовите на Гостивар. На останатите надпревари Кожув Работнички 84:95, ФМП Академија Куманово 91:89, МЗТ Скопје 2, Црн Дрим 75:78, одложени беа надпреварите ТФТ Пелистер и Вардар МЗТ Скопје. На табелата во водство е Работнички со 6 бодови, следуваат Евроникел, Куманово и ФМП со по 5, Гостивар има 4 бодови, ТФТ, МЗТ Скопје, МЗТ Скопје 2 и Црн Дрим по 3 бодови, Кожув има 2 поени и Пелистер и Вардар без бодови, меѓутоа Пелистер и Вардар се уште немаат одиграно ниту еден надпревар оваа сезона. Започнаа надпреварите и од втората кошаркарска лига Запад. Тетекс одлично го започна првенството, откако дома го победи Спорт тимот Неготино со 88:69. Овој надпревар во саботата го гледавте на КМ телевизија, а ќе може снимка да гледате и денес околу 19 часот. Најпрецизен во редовите на Тетекс Ценовски со 20 поени, потоа Стериовски 13, Вапски и Теофиловски по 11, Јаневски, Костовски и Јосифовски со по 8, Ристовски 5 поени и Зафировски 4. На останатите надпревари Партизан Чаир 65:69, токму Партизан е следен противник на екипата на Тетекс на надпреварот кој што ќе се одигра во сабота. Мега Баскет Пелистер 2 69:61, Ринија од Куманово Охрид 77:69 и Хераклеја Спарта 86:76. Во продолжение изјавата на Славчо Марковски Чаве, председателот на кошаркарскиот клуб Тетекс. Одигравме со екипата на Спорт тимот Неготино.
Ние сме малку поквалитетна екипа од нив и извојувавме една вредна победа од 20 разлика. Им дадевме шанса на сите играчи. Веруваме дека во второ коло со екипата на Водно Санс дека ќе поновиме овој исти успех и ќе освоиме нови 2 бода. Мислим дека екипата е спремна за понатамошните надпревари. Направивме добри припреми и се гледа дека сме поквалитетни од екипата на Спортим. Мислим дека резултатот е тој што е заслужена победа. За крај на денешниот спортски преглед и резултатите од одбојкарските првенства. Во машката конкуренција се одиграат 3 надпревари од 5-тото коло. Универзитет Тетово Дивра волеј 3:0, по сетови 25-8, 25-14 и 25-9. Вардар Лирија 3:0, по сетови 25-14, 25-10 и 25-21. И на третиот надпревар кој ќе се одигра Борец Џио Струмица 0:3. Денес се играат надпреварите Шкендија Јанта волеј и Штип Угада Весна Проби Штип. Табелата после некомплетното. 5-то коло на првото и второто место Струмица и Универзитет Тетово со по максимални 15 бодови, на третото место Вардар со 12, следуваат Шкендија Борец по 9, Угада Штип 6, на седмото место Проби Штип со 3 поени и на последните 3 места Лирија, Јанта волеј и Дибра волеј без бодови. Во женска конкуренција се одигра комплетното. Четврто коло Јанта волеј, Кисела вода, Пелистер волеј 3:0, Бамикор работнички 0:3, Вардар жени, Универзитет Тетово 3:0, Струмица Виктори волеј исто така 3:0, Угада студент Јанта волеј Форца 1:3 и Фитфан волеј Македонија Макс 3:0. Табелата во групата А во водство е Вардар со 9 бодови, Претнаковски волеј со 7, Фитфан волеј со 6, Универзитет Тетово на четвртото место со 5 бодови, на последните 3 места Јанта волеј Форца со 3, Угада студент со 2 и Македонија Макс со 1 поен. Во групата Б во водство е Работнички со 9 бодови, потоа следуваат 4 екипи со по 6, Јанта волеј Кисела вода, Струмица, Пелистер и Виктори волеј, на последните 2 места Ускана и Бамикор без бодови. Воено, ова беше и последната информација за денешниот спортски преглед. Престојнава недела ни следи историскиот, можеби надпреварот на векот за македонската фудбалска репрезентација и воопшто за македонскиот спорт. Во четврток во 18 часот Грузија, Македонија, финале на плејофот за пласман на Европското првенство. Игравме на Европско првенство и во кошарка, и во ракомет, и во одбојка, меѓутоа настап на еден голем континентален собир во фудбал ќе биде врвот за македонскиот спорт. Да се надеваме дека македонските фудбалери ќе ги оправдаат очекувањата на целата нација. Значи, сите живееме буквално за овој надпревар, очекуваме победа, па макар и на пенали во Тбилиси во четврток, и да го прославиме историскиот пласман, прв за македонската репрезентација на едно европско првенство. Фудбалерите и стручниот штаб денеска го имаат првиот собир, токму затоа за како помина првиот собир и кои се очекувањата од овој надпревар од актерите, од фудбалерите, од стручниот штаб, ќе може да погледнете утре во вестите на КМ телевизија. За крај само да ве потсетам дека спортските обложувалници Евротип ви нудат голем број на изненадувања, многу бонуси, како на она класично обложување на платните места, така и на онлайн обложувањето на вебсајтот на Евротип. Без разлика дали ќе се одлучите да ги посетите уплатните места или да го посетите вебсајтот, голем број на изненадувања и бонуси, посетете ги за да се уверите. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.